Добро вечер, Тетово. Добро вечер, членови и симпатизери на Обединети за Македонија. Последните 2-3 недели сме сведоци на еден обид, на еден сериозен обид од страна на владеачката партија, од страна на низините пулени, да не удрат таму кај што ние сме впрочем и најјаки, а тоа е нашиот патриотизам. Но тој обид не успеа ниту денес, ниту утре, ниту никогаш нема да успее таков обид. Почитувани, едно е да си патриот во време на војна, а знаеме дека, впрочем, овде во Тетово произлегува некои од најголемите патриоти во време на последниот конфликт, но сосема друго е да си патриот во време на мир. И дозволите ми вечерва да ги свртиме малце огледалата кон ДПМН и да видиме што они направија за Република Македонија, каков е нивниот патриотски придонес во последните 4 години од кога се веќе на власт. Како што кажав, во време на мир не постои поголем патриотски чин од страна на една влада од тоа да створи достоинствени услови за живот, напредок и подобрување на стандардот на живење на сите граѓани во државата. И да видиме што направија во последните 4 години на оваа поле владеачката партија, кој го добија својот мандат, впрочем, токму на економските ветувања кои ги дадоа пред граѓаните пред 4 години. Ветија дека ќе намалат невработеноста. Денеска, после 4 години владење, стапката на невработеност и поднатомо останува на 35%. Ветија дека ќе донесат странски инвестиции и сме сведоци на низа пропаганди, реклами, маркетиншки штосови, трикови, вклучувајќи и неболозното ветување од пред 6 месеци дека во наредните 7 години ќе донеселе 8 милиарди евра странски инвестиции, како да милиардата на Цире не беше доволно, сега они ветуваа пута 8. Но, што покажуваат бројките? За жал, и покрај сите ветувања Република Македонија останува на дното на странски инвестиции во регионот. Оваа година ќе бидеме среќни ако нашата држава привлече едва и 150 милиона евра. Во просек во последните 4 години ќе биде околу 200 милиона евра годишно. Далеко под тоа што е потребно за напредок на нашата држава. Во последните 4 години, почитувани, едно најалармантно нешто што се случува, што малкумина го сваќаат што фактично прави оваа влада. Трговскиот дефицит се зголеми од 900 милиона евра во 2006 и минатата година изнесуваше рекордно 1,8 милиарди евра. Како тоа го финансират? Го финансират на начин кој не е видлив можеби, кој граѓаните не го осеќаат директно денеска, но верувајте ќе го осетат во иднината, а тоа е преку зголемување на задолжувањето на Република Македонија. Ако пред 3 години, 3,5 години, вкупниот надворешен долг на Република Македонија изнесуваше 3 милиарди евра, денеска тој долг изнесува 4 милиарди евра. Веќе речиси 75% од бруто домашниот производ. Тој долг, кога тогаш некој ќе мора да го плати, како што секој семејство знае дека секој задолжување денеска е задолжување на нивните деца во иднината, така и секој задолжување денеска на ниво на држава е задолжување на идните генерации. Тоа го прави оваа влада, оваа популистичка влада, не водејќи сметка за сегашноста, задолжувајќи ги идните генерации. Последните 6 месеци ги намалија девизните резерви за преку 600 милиона евра. Да го ставиме тоа во перспектива, во контекст, тоа е 1000 евра од секое семејство во Република Македонија. Повторно, можеби не го осеќаме тоа директно како семејства, но секое семејство во Република Македонија во последните 12 месеца е директно осиромашено за 1000 евра, што ги намалија девизните резерви да ги покријат небулозните дупки како резултат на нивната неодговорна економска политика.
Ветија дека ќе помогнат на земјоделците. Денеска, како никогаш досека Република Македонија има трговски дефицит во земјоделските производи од 350 милиона евра. Значи, увезуваме 350 милиона евра повеќе земјоделски производи од тоа што извезуваме. Ако нашата држава, која што има конкурентни предности и треба да биде, земјоделството треба да биде водич во нашиот економски развој, ако оваа влада не е способна да го направи земјоделскиот сектор да биде извозник, нето извозник, наместо нето увозник на земјоделски производи, тогаш што устанува за било кое друго поле? Затоа, почитувани, све што остана од оваа влада е реклами, скапо платени реклами, кои одат на зголемување на нивниот секојдневен рейтинг, но за жал, све што успеа практично да направат е да ги задолжат идните генерации на Република Македонија и тој долг кога тогаш ќе мора да биде платен. И страувам, искрено страувам дека што повеќе остануват на власт, што повеќе ќе продолжи оваа темпо на задолжување, што ќе биде многу тешко за било која една влада, а таа влада ќе биде Обединети за Македонија, но сакам да кажам дека навистина страувам дека ќе остават последици од кои многу тешко ќе може да се извлечиме. Но сепак ќе се извлечиме, бидејќи не може тоа да направи толку штета на овој народ, колку што ние со една патриотска и честна економска политика може да го поправиме сето тоа, цела таа штета што ни ја остава. И тоа ќе го направиме, бидејќи како што се покажаме како патриоти на политички план, со една слична љубов кон татковината, со една слична љубов кон нашите граѓани, можеме и ќе донесеме економски благодет за оваа наша Македонија. Нема вечерва да навлегувам во мерките кои ќе ги преземаме, но дозволете да кажам дека ние со една искрена, честна, домакинска политика кон буџетот, кон монетарната политика, кон сето тоа што подразбира економска политика, за многу краток период ќе го направиме тоа што треба да се направи и наше ветување напишано во нашата програма. Во период од 3 до 4 години е наше ветување, наш завет кон граѓаните е дека конечно ќе го направиме тоа што никоја влада досега не го направила, а тоа е ќе го намалиме стапката на невработеност од 35% на 20% во првите 3 до 4 години и тоа можете да ме држите одговорни сега и во мината. Тоа ќе го направиме бидејќи тоа го заслужува оваа наша Македонија. Затоа, верувајте во нас, верувајте во патриоти кои се докажани патриоти, дека со една слична љубов кон татковината ќе направиме економски благодет за сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам.